Почитувани, Зоран Заев и Стево Пендаровски соочени со поразот посегаат кон заштита на сите незаконитости кои би можеле да им донесат глас повеќе. И тоа го прават и го поттикнуваат со државни пари, што е уште поголем криминал. СДСМ продолжува во тонење во самоволие и беззаконие, но жално е што во тоа ја влечат целата држава. Така е, кога повикот за подкуп од референдумската кампања остана неказнет. Зоран Заев и неговиот клан продолжуваат да туркаат корупција. Почитувани, до Државната комисија за спречување на корупцијата поднесовме нови приговори за кршење на изборниот законник и на законот за антикорупција и судир на интереси. Како прво, спротивно на законите во изборен период на 4 април при започната изборна кампања, платежната агенција, односно Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството, соопштува дека се исплатени 77 милиони денари или над 1 милион и 250 илјади евра на над 2000 лозари. И за ова ресорниот министер се пофали преку медиумите. Во случајот употребени се државни пари за исплата на долг на приватни фирми, што значи дека не станува збор за субвенции или за тековни исплати. Ова е класично кршење на членот 8а од изборниот законник и на членот 34 од Законот за спречување на корупцијата и спречување на судирот на интереси. Класичен случај на подкуп на земјоделци. Вториот приговор е приговор поднесен повторно за информација од медиумите од 3 и 4 април, дека од 15 април започнува физичко обезбедување во училиштата на трошок на општината Газибаба. Веста гласи дека по иницијативата на градоначалникот на Газибаба ги ослободува родителите од плаќање, што е повторно класично кршење на членот 8а од изборниот законник и членот 34 од Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси, односно во предизборен период по распишани избори општината носи одлука за исплати од сопствени средства кои што не се редовни. Одиме понатаму. Следува нов приговор. Вршителот должност градоначалник на Ново село, каде што има и вонредни локални избори, дава согласно за вработување на 10 работници. Ова исто така е спротивно на двата закони, Законот за избори и антикорупцијскиот закон, односно членот 8а и членот 34. Во четвртиот приговор, четвртиот документ поднесен до антикорупцијската комисија, стои дека општина Штип ги ангажирала пожарникарите да делат дрва на социјално загрозените лица од градот и тоа оди во локалните медиуми. Среде кампања донесена е против законска одлука со кршење на истите два закони за донација, каде што се гледа како подкуп на гласачи и во тоа се злоупотребени и општината, и Македонија пат, и Македонски шуми, но и против пожарната единица на општина Штип. Оваа донација, почитувани, можело да се спроведе пред распишување на изборите или по завршувањето на изборите. Почитувани, ВМРО ДПМН постојано ги следи незаконските работења и делување на Зоран Заев и на неговиот клан и ги пријавуваат до антикорупцијската комисија. СДСМ и власта се тие кои што не го почитуваат законот, не ја почитуваат оваа институција. Почитувани, очекуваме од антикорупцијската итно да преземе мерки и да санкционира акумулацијата на функции за кое што веќе ВМРО ДПМН на 5 април има поднесено пријава. Станува збор за повеќе лица кои што извршуваат повеќе јавни овластувања, односно се дел и од управни и надзорни одбори, додека извршуваат функции како државни секретари, директорски функции, општински советници или пак други функции. Тоа според членот 77 е судир на интереси, зашто антикорупцијската комисија мора да поведе, да реагира и за тоа да извести. Почитувани, истовремено ја охрабруваме и антикорупцијската комисија да се издигне и да почне да го спроведува законот, да иницира прекршочни пријави за недоставување на информации до неа, водени од начелото на законитост.
Доколку антикорупцијската не поседува информации од функционери, а во насока на непотизам и вработување на роднини, тоа значи дека голем број на функционери од власта не го испочитувале законот, не ја исполнуваат обврската, не ја регистрираат институцијата и за тоа мора да бидат поведени постапки од страна на антикорупцијската комисија. Ја користам оваа прилика, почитувани, да соопштам и дека во однос на одбиените приговори кои што ВМРО ДПМН ги имаше поднесено до Државната комисија за спречување на корупцијата, дека ВМРО ДПМН ќе ја продолжи постапката по поднесоците кои што се одбиени до управниот одбор, до управниот суд, убедени дека во овие случаи постои повреда на законите. Ви благодарам.